Баш се враќаше со брсот и му велам, каде господин премиер? И вели, малце да поработам, имам, вика, работа, тоа беше 9 на 10. 9 на 10. 10 Вечер. на 10. Да, Сега. Има еден момент, дека рече нема да се избрише ово. Во 2:40 се отвори гаражата. Значи зборуваме ноќта помладот, тоа е значи 2:40, 10 утрината. 0, 2:40. Добро. 2:37, 2:40. Добро, се отвора гаражата. Се отвори, да. А може ли гаражата да се отвори ако некој од хотелот не отвори? Јас си отворив. А кој ти каже да отвориш? Затоа што се гости, така? Извините, се гости и се и вие, и ти, мислам, или било кој, да се отвори гаражата за да излезе. Значи некој ти јави дека треба да се отвори гаражата, така? Да. Кој ти јави? Од неговото обкружување. Од неговото. Имаш ли он своје обезбедување лично? Да, ви реков, ти кажав на почеток. Така, значи шофер обезбедување. Добро. И ти били обезбедувано, отвори гаражата и отвораш гаражата. гаражата. Ве молиме, господине, маленко, ако може да ни отворите гаражата, треба да излеземе. Добро. И излегува луѓето, што? Излезе само тој? Сакате да кажете од пасатот? Да. Па само тој пасат приватно излезе. Така. А внатре кој бе? Шоферот, значи на Добро. тоа го гледам, шоферот, обезбедувањето и Никола. А сопругата и ќерките? Не си остана. Сакаш да кажеш ти дека у суштина бегството нема му се случува од Royal View понатаму. Види. Се обидувам да најдам некаква врска, затоа што пази ова сега што го кажуваш сега се Не ќе да ми во полиција утре ден тако ме викнат. Мене никој не ме викна. Види, не на вас, не на тебе, на Канал 5 мислам. Не, апсолутно нема што. Не. Ја очекувам дека ако сме некоја сериозна држава, некој треба после ова вечерашно интервју да те повика и да им ја раскаже историјата, затоа што века има многу прашалници.